8 години затвор доби Раде Трајковски Штикли како шеф на безимената наркогрупа која во Скопје препродаваше кокаин и марихуана, а според обвинителството се занимавала со нелегалната продажба од 2024 до 2025 година. Неговите соработници, останатите четворица обвинети, кои биле под него и примале наредби каде и како да се препродава дрогата, добија по 5 години затвор, а еден од нив 3 години и 10 месеци. Одредувајќи им ги казните затвор, судијата ги зема предвид последиците при здравјето кај луѓето од дрогата што нелегално ја продавале, општествената опасност од брзата и лесна заработувачка, но и тоа што претходно сите биле осудувани, но никој не си ја научил лекцијата. За да се заштити здравјето на луѓето и општеството во целост, неопходно е енергично действување против организираниот криминал, кои растураат дрога на сите категории на луѓе, особено млади и неискусни, и тоа блиску или во самите угостителски објекти. Кривичните дела поврзани со продажба на дрога имаат алармантен одзив и секако мора да се има сериозен пристап за нивно откривање, превенирање и судска завршница со правосилни пресуди. Одбраната на Раде Трајковски, која низ целиот судски процес тврдеше дека тој не разбира зашто е обвинет, дека психичката состојба му е нарушена, имал халуцинации и имагинарен учител, кој следел албанската мафија, но и дека во претходниот живот бил желка, денеска побара да му биде заменет ефективниот притвор со куќен, поради психичката состојба. Судот, како за Штикли, ги одби барањата за куќен притвор и за другите, сега веќе осудени. Адвокатот на Трајковски кажа дека низ текот на натамошната постапка ќе се произнесат дали тој треба да остане во затвор или во друга установа поради нарушената психа. И ние имаме основ за жалба, бидејќи во текот на постапката се отворија тие можности и во секој случај ќе обжалиме од кога ќе добиеме писмена отправа. Од обвинителството велат, откако детално ќе ја прочитаат пресудата, ќе се произнесат дали ќе се жалат за одредените казни затвор. Во фаза на судење секогаш е дека рамката треба да биде наказнување построга од онаа која се постигнува казна во фаза на првично спогодување. Овде во дел беше намалена казната од казна која што беше понудена на обвинет, а за други построга, како што сметам и дека треба исправно да биде. Во наркогрупата на Штикли беа опфатени 16 лица, од кои 7 се спогодија со обвинителството и добија затворски казни до 3,5 години, а четворица признаа вина и постапката за нив беше одвоена. Другата која продавале се чувала во изнајмени станови, а се продавала од 4500 до 6000 денари за грам кокаин и 200 и 300 денари за грам марихуана. Раде Трајковски Штикли стана препознатливо име во јавноста од скопското подземје, како лице што преживеа повеќе обиди за ликвидација. 2 пати во него беше пукано во трговскиот центар Изгейт, а при еден напад беше ранет, додека третиот пат му беше поставена експлозивна направа во дворот од семејниот дом. Тамара Дичевска, Сител телевизија.